Добро утро, Македонија, за тие што сега се вклучуваат по 8 часот, го видовте првиот информативен блок во рамките на емисијата Македонија на утро. А нема поголема чест од тоа кога во студиото ви е гостин еден истакнат колега, новинар, златно перо македонско, кое што живее во нашите граници и таму е признато. Денеска е денот на Пулицеровите награди, прв пат се доделени 1917-та во Њујорк, администрирани се од Колумбија универзитетот, секоја година се доделуваат, нели? А ние нашата или една од категориите оваа година оди за Жанета Скерлев. Еве, од нас. Добро утро. Добро утро, како сме добар утро? ден. Одлично, како сте вие? Па, добро, инспирирани. Инспирирани од оној што ни бил идол во текот на градењето на нашата кариера. Невој така ме правиш да се чувствувам многу стара. Па не стара, меѓутоа пријатно може. Фала. Да. Како патуваше Жанета Скерлев и како патува? Дали можеби со воз? Тоа беше една од темите денеска. Во Англија се патува ли со воз? Да, ве слушав Сабајлево додека се спремав да дојдам и се изнасмеав, ме потсети тоа кога се преселив јас во Лондон и ме прашуваат колеги, колешки од Нова Македонија, кај што работев, од македонска телевизија, каде што соработував. И како одиш? Имаш школа? Имам. И како одиш на работа? Па велам со воз. И реакцијата беше со воз. Да, велам со воз. Па како? И одма гледам дека мојот углед во нивните очи паѓа за едно 4, 5, 7 степени. Со воз, мислам, со воз во Македонија се оди. Порано имаше Пелагонија експрес, супер, одевме до Атина со воз, меѓутоа потоа излезе шинобус до Зелениково. Така што едно разочарување, види ја демек оди со воз. Возот е фантастично средство за превоз покрај. Но условите се какви што се? Условите се одлични, редовно има. Јас кога доаѓам во Скопје, например до Лутон, нели сега Визер, им правам реклама, не се за реклама, меѓутоа одам со воз до аеродром. Со воз се оди до Гетвик, со воз се оди до Хитроу, до Лутон, до Станстед. Нормално има и автобуси, има и метро, меѓутоа возот е најбрзо и најудобно превозно средство. Англија е колевка на традицијата и се негува сето она што било низ годините, низ вековите изградено. Кога дојдов јас, не е тоа показател за моите години, меѓутоа првите години кога дојдов во Лондон, возовите во Лондон беа од оние, како, не знам, од времето кога се снима со Херкул Пуаро. Оливер Твист. Секоја кабина имаше своја врата. Значи, од надвор се отвора вратите и влегуваш и мислам... Тоа е негување на традицијата, тоа е показател дека животот е квалитетен во организираните земји. Да. Добро, ајде да зборуваме за вас, да зборуваме за наградата. И ајде малку да зборуваме за професијата. Ние, новинарите, ќе кажем слободно така, ние по природа сме горделиви луѓе, особено кога сме свесни за трудот кој што сме го вложиле за некоја материја, за влијанието на публиката, особено ако сведочиме дека ги менуваме нештата на подобра и се обидуваме да ги прикажеме нештата онакви на вистина како што се. А тоа е многу тежок процес. Колку сето тоа се согласувате со себе ова што го кажав и колку е ваше секојдневие? Ние новинарите сме нормално суетни, не нормално, сме суетни и мора да си го признаеме. Тоа не ни е сеедно како изгледаме, не ни е сеедно како не гледаат другите, не ни е сеедно и оној фидбек кој го добиваме од оние кои не гледаат, не слушаат, не читаат. Јас се сеќавам уште на времето се жалеше еден колега од македонска телевизија, вели повеќе ме гледаат како ми е машната наместена и како сум облечен од она што зборувам. И велам, окей, во ред е сето тоа, меѓутоа потоа ќе почна да слушаат ако кажуваш нешто интересно, ако она што го
презентираш или она што го соопштуваш е веродостојно, интересно, има некаква цел за публиката, тогаш ќе заборават на тоа дали си... Сакате да кажете дека без разлика мора да се остане доследен и да се знае точно каде стоиме. Да, и работата моја во Нова Македонија и предходно и малиот стинт во македонска телевизија, меѓутоа главно во BBC ме научи дека битна работа е она што го зборуваш и она што го соопштуваш да биде и актуелно, да биде проверено, да биде интересно за публиката. Еве гледав некои од прелозите кои ги имавте са Бајле, некои беа интересни, некои беа помалку интересни, бидејќи не видов деца, например. Сега критикувам, види оваа. Критиката, отворени сме за критика. Слободно критиката значи напредок. Фино е да се... Ако е издржана, нели? Да, фино е да се кажува за книги за деца, ама јас живо дете не видов во публиката. Значи, треба... Знаете зошто не видовте? Затоа што BBC е репер за информирање и за новинарство, а далеку сме од BBC. Во време кога дезинформациите и пропагандата се закана дури за утврдени демократии, зборувавме за Англија, нели, како држава, за Обединетото кралство, кое што трае со векови. Колку е важно независното дописништво од странство? Каква е улогата со ова споено, каква е улогата на јавниот сервис во тоа, бидејќи соработувавте со јавниот сервис? Две работи ме прашувате сега. Многу е битно да има избалансирано јавување. Она што ме научи во BBC, ние не објавувавме информација ако немавме бар два извори. Мораше да има, дали еден ќе биде агенција, другиот да биде нашиот новинар на лице место. Многу е битно она што ќе го види новинарот, бидејќи тој бил таму, а потоа се проверува, бидејќи нормално никој не е безгрешен. Репортерството е врв на новинарството, ќе признаеме. Апсолутно се коментаторството доаѓа со искуството во репортерството. Се согласувам, одите на лице место и известувате и кажувате, им го пренесувате на гледачите, на слушателите, на читателите, она што лично сте го виделе, но и уште еден дополнителен дел, како сте се чувствувале вие додека додека известувате, дека го следите тој настан. И искуството со BBC е едно фантастично искуство. Ние имавме таму штета, македонската редакција се отвори и траеше само 15 години. Јас имав чест и привилегија да бидам шеф на уредник, главна на македонската редакција на светскиот сервис на BBC, една фантастична авантура, да кажам. Се надевам дека можеби во иднина ќе постои некаква можност да има повторно BBC на македонски, бидејќи внимавајте, BBC отвара редакции за јазици. Значи, редакцијата беше на македонски јазик. Ретко кој го сваќаше тоа во тоа време, а мислам дека и ден денеска ретко кој го... Значењето на прифаќањето и признавањето на македонскиот јазик како јазик на една народна држава. Ние правевме еден куп настани во кои го афирмиравме македонскиот јазик. Например, еден беше Шекспир на македонски. Како дела од Шекспир, главните од познатите драми на Шекспир, како тоа звучи на македонски, па во соработка со македонски автори правевме за дипломати во Лондон, за публика во Лондон. Заедно со покоен Горан Стефановски работевме на разни активности за промоција на македонскиот јазик. Инаку ме прашавте како е да се јавува од странство. Главно е задоволство да се кажува BBC овозможуваше од целиот свет да имаме информации и да се пренесува тоа тука.
Она другото што го забележав, јас многу зборувам, или ќе ме прашате нешто, или... Јас ве слушам, Ние сакам да се уживаме во она што го Сакам да се кажувате, податливо и надоврзам. впечатливо. Сакам да се надоврзам и да, на силно што го кажавте, колку предизвикувачко да се биде глас на вистината кога известувате за Балканот од Запад. И тука како подпрашање ќе ви поставам како ние македонците изгледаме за еден просечен британец. Ова навистина реално ме интересира. Подготвени за вистината? За вистината. BBC одговараме. Краток, јасен, издржан. Уште пред многу време еден ваш колега од кога BBC ми дозволи да се јавувам во соработка на националните сервиси, соработка, да, програмите на BBC одеа на втора програма на Македонско радио. И ми се јавува еден ваш колега и ме праша: Жанета, види овде, знаеш, се зборува за, не знам, имаше некоја работа и вели што кажуваа таму за Македонија. И јас велам: Љубен, ништо не кажуваат за Македонија. Нема ни М од Македонија. Како така? Па не знам, некој таму од Шведска, од не знам каде кажа. А велам, каде тоа имаше? Па не, во некој локален весник нешто напишал. Реалноста е, еве и сега, Македонија подпиша, нели, договор за соработка со Велика Британија. Во британските медиуми со лупа да барате за тој договор нема да најдете. Мислам, едноставно, луѓето, тоа не е вест во UK. А што за нив е вест? За нив е вест, например, дали владата ќе ги врати субвенциите за пензионерите за гориво, за греење во текот на зимата, бидејќи новата влада на лабористите реши да кажете социјалната проблематика, луѓето, се интересираат за реалниот живот. Реалниот живот, се интересираат за светските вести таму каде што, например, поранешните британски колонии секогаш имаме. Не може да се избегне тоа, тоа е дел од Британија животот и наследството британско. Но нема, ова не е вест, мислам, воопшто го немаше. Морав јас да прочешкам на сајтот на владата британска, па да видам таму во некој делче, дека една мала вест, дека некој со некого остварил средба. Тоа остварил средба ми е интересно. Некој со некого се сретнал. Да. И тоа започна. Во контекст на политиката, ја споменавте политиката на информирање и она што луѓето ги интересира. Најлиберална и една од најмултикултурните области на светот е Лондон, Англија. Моменталните политички текови на Балканот сигурно се следат таму. Велика Британија напушта Европската унија, Македонија се стреми. Како сега се гледа на ова како момент? Big mistake. Што се однесува до мене. Првото или второто? Напуштањето или стремењето на... Напуштањето не. Европската унија со сите своји слабости и се е едно пристојно друштво, каде што би требало да продолжи да се стреми Македонија. Јас сум приврзаник на... Веднаш си кажувам и можам до утре сабајле да зборуваме со факти, зошто е тоа така. Европската унија е немало земја која не влегла во Европската унија не видела некакви придобивки од тоа. Еве, прошетајте низ сите земји кои неодамна влегоа или релативно. Тоа се патишта, тоа се инфраструктурни проекти, тоа се болници, тоа се пари за земјоделство, пари за подобрување на квалитетот на живот. Исклучително подобрување. Еве, ако се сеќавате, пред некоја година Хрватите славеа 10 години од влез во Европска унија и мислам, одете во Хрватска ќе видите колку е тоа напреднато. Да. Колку е ред. Имаме материјал подготвен од една наша колешка за тоа колку им се верува на медиумите, а колку им се верува на новинарите, па ќе го изгледаме заедно. Режија, ако сме подготвени, Тијана Петреска да ја видиме. Јавноста им верува на новинарите и на медиумите.
Основната функција на медиумите е да пренесуваат вести, информации, податоци, коментари и документарна содржина, со која јасно, гласно, непристрасно и објективно ќе информираат, но и ќе едуцираат. Медиумот по дефиниција треба да биде каналот на вистина и реалноста. Но во денешното време, во светот, кој што изобилува со извори на информации, треба да се избере вистинскиот, проверениот, оној кој влева сигурност и доверба. Најтешкото прашање во однос на новинарот и јавноста е довербата. Дали им веруваме на новинарите и зошто им веруваме или пак не им веруваме? Медиумите имаат моќ да известуваат, но исто така и да оформат мислење. Затоа треба да размислуваме критички, а не само да слушаме. Дали верувате на медиумите и на се што се зборува? Па 50% ништо повеќе. Не, Од која причина? не знам да ви кажам право, ама и што треба и што не треба се износи на телевизија. Прво докажи, среди ја работава како што треба, па после изнеси у медиумите, а не прво на медиумите ла, па после вистината ја кажуваат што е и како е. Затоа не верувам на медиуми. 40%. Па треба да им се верува. И тоа доста треба да им се верува. Кога станува збор за медиуми и за неверување во нив, дали тоа станува збор само за нашите македонски медиуми или пак и за странските? И за странските медиумите. Она што се пласира во нашите медиумите и мислам на Балканот, во Европа и во Америка тоа не се пласира. Па не се покажале, значи, до сега. Веројатно кога сум сакал да верувам повеќе, сум бил излажен и према тоа ја од некоја така од страна одбранбен механизам верувам помалку. Тоа е само од страна на македонските медиуми или пак и од странство? Од странските уште помалку па им верувам, бидејќи се често пати знаат да бидат тенденциозни, значи бранат некоја страна. Реалноста не е ни малку блиска до вистината. Мислам, нивното кажување не е ни малку близко до реалноста. Странски не пратам, не можам да ви кажам како е таму. Во свет каде што секој може да објави сешто, одговорноста на медиумот е да биде издржан, а одговорноста на публиката е да не биде пасивна. Двете страни треба да прашуваат, да размислуваат и да бидат свесни дека вистината понекогаш е кажана најтивко. Вистината понекогаш е кажана најтивко. Што е попечатливо, понекогаш или најтивко? Да, кое е вашето мислење? Колку се верува на новинарите, на медиумите? Во последните години гледаме, реални сме, гледаме сите дека довербата кон новинарите, новинарството како да паѓа и тоа не е само во Македонија, не е само на Балканот, тоа некако излегува дека е светски тренд, но јас имав задоволство, пак ќе кажам, и чест да работам за BBC. BBC е се уште медиум на кој британците најмногу му веруваат. Без разлика што без разлика што еве тоа Sky може да се буни, може Канал 5, Канал 4 да се бунат и се BBC останува институција. Се вели дека во Велика Британија има 3 институции од кои британците не би се откажале. Тоа е кралското семејство со сите нели Добро, се што оди со него. Здравствениот систем, јавниот здравствен систем и BBC. Бидејќи јавното здравство во Велика Британија, кога одите на лекар, не плаќате. А од парламентот би се откажале? Од парламентот е исто дел од традицијата, меѓутоа е секогаш под обсервација, секогаш е дел на коментари, на критики, на анализи. А Даунинг Стрит? Имавме власта.
Гледам овде, вести не може да почнат без што кажал премиерот или некои министри, фрижидер да отвориш, ке Во видиш. перцепцијата за веста тоа и го објаснивте, што е она што ги полни насловните, Не дека го немаме вестите, ние кои Кир се, Стармер, меѓутоа него го имаме, тоа е премиерот на Велика Британија за луѓето кои се помалку информирани, но го имаме ако нешто важно се случува. Например, ќе каже дека Велика Британија сега 2,5% ќе одвои од GDP за одбрана, за вооружени сили и меѓутоа веднаш има и некој аналитичар или двајца или тројца кои објаснуваат што значи тоа, дека ќе бидеме посиромашни, ќе бидеме појаки, ќе бидеме побогати. Мислам, не може политичар некој да каже нешто без новинарите на BBC да го изанализираат сето тоа и тоа веднаш, не другиот ден, оти кој слушнал, кој не слушнал, не слушнал. Има посебни редакции кои работат на тоа да ги истражуваат и домашните и светските случувања, она што се, колку е тоа точно, бидејќи како што видовме во прилогот, живееме во време на дезинформации, каде што и тука гледам не гледам јас телевизија, не слушам радио, лажат новинарите, не ќе да е баш така. Тоа некој сака да создаде таква слика. И затоа човекот треба критички да размислува со својата глава. Лажни вести се дека сите лажат, дека сите не е така. И јас додека сум жива и активна ќе се борам за тоа. Новинарството е една фантастична професија. Мене ми е многу жал што двајца без тројца се запишуваат во Македонија на... Веќе не се ни запишуваат? Има и курсеви некои се, меѓутоа навистина е фантастична професија ако знаеш да ја работиш како што треба. Новинарството го споменавте. Има ли тука некоја паралела со трпението и упорноста што ја има еден новинар или навивањето за Арсенал е целосно ирационална љубов? Зарем мислевте дека ќе ви испратиме без тоа прашање? Еве да го завршиме, да финишиме. Малку ни се половина час со вас. Половина ден ни е малку, меѓутоа еве да видиме. Ова се вика солна рана. Порано многу порано. Многу порано. Кога дојдов во Лондон, требаше да се решам, сакам спортот, мајка ми е навивач на Манчестер Юнајтед, уште таму од 68 година, кога беше на авионска несреќа Базбиевите бебиња, кога погина и се. И сега требаше, живеам во Вимблдон, значи Станфорд Бридж ми е релативно близко, Челси. Ама кога почнав да гледам фудбал, таа генерација со Тиери Анри, со Беркамп, со Цеск Фабрегас, Invincibles. Ме одушеви. Ме одушевија и почнав да навивам за Арсенал. И знаете како? Адамс, Мартин Кион, Реј Парлоу, не ги споменувате од задниот дел. Симан, кому Македонија му ја заврши кариерата. На надпреварот во Саутхемптон, кога се зачуди како го доби голот. Од корнер. Леле, за тоа би можела 100 дена да зборувам. Јас бев на стадионот, 2-2 заврши. И тоа го имам кажувано и друг пат, ама мора да го кажам и сега. Англичаните се загреваат. Јас бев поканета таму од нивната репрезентација, енглеската, и ги гледам. Сите, синхронизирано пливање, се загреваат максимално организирано и се. Овие нашиве, од Величен, Company Limited, кој вака, кој онака, еден таму нешто се тегне, еден овде, си велам, Господе Боже, да не изгубиме само со повеќе од 5. 2-2. Господе Боже, 2-2. Жанета, ви благодариме ова утро. Продолжуваме ние се на малку ни се половина час, малку ни се и цел час. Тој го знаевме дека ќе биде така, ама ќе се видиме повторно за конкретна, за сериозна тема која што ќе обработиме. Би било фино не само за возовите, меѓутоа за лажните вести и за
тоа Запишувам. за она што вие го работите, што гледам дека македонската телевизија почнува малку поинаку да работи, инаку не ме оставете, јас сум голем критичар. Сум работела и тука едно 3 месеци со Дескот. Би било супер да зборуваме на таа тема.